радиосцена на Епроскоп. Ристо на оној свет. Нашиот јунак Ристо непланирано умрел. Кога стигнал, после погребот се разбира, на оној свет, оди директно кај Свети Петар и еве каков разговор поведоа. Свети Петре, еве јас дојди у вашата работна организација. Добро ни дојде, Ристо ли те викаа тебе? Ристо ми викат. Свети Петре, знаеш што, ти мене да ми кажеш, ја у кое ООЗ да одам сега, дали у рајот или у пеколот? Ама да ми кажеш и дали ќе ми дајте стан? Чекай малку, тоа не оде така. Ти имаше ли стан долу на земјата? Не маше, ама ми го таксаа уште пред 30 години, да ти кажам. И шотко дојду на ред, требеше ми дадат клучевите утрото и јас го скина конецот и еве се прибраев деја кај тебе. Ти изгледа преку ред ме собра мене. Тоа дали си преку ред или си на редот не е твоја работа и остави го сега настрана. Туку кажи ми, се молеше ли ти на Бога додека беше долу на није свет? Право да ти кажам, се молеше, ама не на Бога, туку на директорот таму, на тоа комисии, членови, шо јас знам 300 чуда, ама на директорот, на Бога, тоа исто ти е, знаеш како ти е. А тие твојот директор изгледа не е многу одговорен. Кој он ли? Како не е одговорен? Он 2 пати има одговарано и тоа нам на судот има одговарано 2 пати. Слушај сега друго да ти кажам. Шо работеше ти долу кога беше таму вашето предпријатие? Курир бе, му варе кафе, му носе појадок, кајч ме пратеше оде, чел так му се измацај, сега нормално ќе му и зачистиш малко, шо ќе правиш, директоре? И му кажуе и, само да не ме чуе некој, му кажуе, гледа, знаеш, он кад затвора там катлар, жента му да не иде и тоа му кажуе. Добро. Туку друго нешто грешка имаш ли некоја направено на земјата? Право да ти кажам, сгреши, ама само една сгреши. Кога сгреши? Кажи шо грешка беше таа. Сгреши еднаш, влегоки и директорот без да тропнам и опласка, виду шо не требеш да видам и ете, тоа ми е грешка, друга грешка немам направено. Кажи шо виде? Добро де сега, не е за лафење тоа, шо виду сега, тоа шо е битно, тоа беше на ние свет, тоа си е вие свет. Важно е еднаш имам сгрешено, шо да те лажам? Добро, Ристо, сега јас да ти кажам, тука кај нас знаеш како ти е. Евдеа има прво пробна работа. Ќе направиме договор, прво ќе подпишеме 6 месеци. Едно време туа кај ме ќе поработиш како курир, па ќе, знаеш како, курирска работа, па ако има слободно место у рајот, па таму ќе те пратам, ќе гледаме некој да ти дајме и стан, невеста твоја кад си дојде идеја, може и неа час да постиме, ќе ја пуштиме таму у рајот, со тебе да биде. Чекай бе, Свети Петре, чекай. И така ти викам и сега ќе ти дајме, сега може би нема да добиеш одма стан, ама ќе почекаш некое време, знаеш како е, ред си има. Свети Петре, бе, сега ти ми таксуиш, а не знаеш дали ќе биде? Не знам, не сум сигурен, од кај да знам. Свети Петре, бе, ја од вакви таксуење умре, бе.